викам Билен Синов. Организацията сум на турнирот по повод Курбан Байрам под покровителство на општина Василево. Од програмата за спорт и рекреација што го имаме секоја година. Ова година е трета поред кој се одржува Курбан Байрамски турнир во фудбал. Добро, ајде, која година поред се одржува овој турнир, колку екипи учествуваат, колков ќе биде наградниот фонд, што значи ова за вас како, организатори? Значи вака, ова не е трета година поред, како традиција, и така мислам дека ќе продолжи. Имаме 12 екипи, мултиетничка ни е ова година. Значи лани во изјавата ви кажав дека ова година ќе се потрудиме да има мултиетничка, бидејќи живееме во таква средина кој што и нашите деца се вклучуваат во некои други празници македонски се играат, и ова година така ќе биде мултиетничка, имаме екипи. Значи наградниот фонд ни е 20.000. 20.000, прво место имаме 10, па второ, па трето, и ќе видиме најдобар голман и стрелец на тие да се доделува. Турнирот ќе трае, мислам, 5 дена, зависи од временските услови. Планираме 5, најкасно 6, значи до 11 да го завршиме, бидејќи 12 ни почнува празникот Курбан Байрам. И тоа за нас како муслимани, како турци, ни значи многу нешто, бидејќи јас се потрудив многу за тоа да се одржува ова и да остане како традиција во нашите деца, во идните генерации, исто и они да го одржуват, да биде нешто како рекреација, спорт, да се одбележи пред празникот. Од каде се имаме екипи, може ли да очекуваме интересни надпревари овде? Да, можеме да очекуваме. Значи имаме екипи Градачорци, Висока Мала, Добрашинци, кој ни е комплет македонска екипа, имаме од Висока Мала мулти направена исто. Имаме уште една екипа од Струмица кој се исто мулти, например, мешан македонци-турци. Па имаме Банско, имаме Старобалдевци, имаме и мислам едно Куќево ова година. И според вас колку општина Василево пружа подршка на ваквите турнири? Значи, општина Василево во програмата имаме за сите села кои се одржува, да кажеме, кај нас Курбан Байрам, па другите населени места по повод нели кој празник име, и се одржуваат сите, и на сите има доделено иста финансиска помош како и за нас.